Почитувани, денеска се наоѓаме на еден значаен настан за нашата држава, на кој што уште еднаш се покажува значењето на нашето полноправно членство во НАТО и придонесот на НАТО на Република Северна Македонија. Денеска сме на настанов на кој што имаме прва пратка од донацијата од Кралството Норвешка во вид на медицинска опрема. Првата транша е во висина околу 200.000 евра, со тоа што ќе се изведува во неколку фази. Помошта од Кралството Норвешка доаѓа во вид на медицински заштитни маски, термометри, заштитна опрема, визири и сето она што е потребно во овој момент на справување со корона кризата. Донацијата се реализира преку НАТО агенцијата за поддршка и набавки, така да уште еднаш нашите НАТО сојузници ја покажуваат солидарност и соработката со сите земји членки, така и со нашата земја. Инаку Министерството за одбрана и армијата на Република Северна Македонија уште во почетокот и во првите моменти на пандемијата со коронавирусот во нашата земја дадоа комплетна логистичка поддршка во борбата и исправувањето со ширењето на коронавирус преку учество на сите своји ресурси. Во тој контекст ги проширивме и капацитетите на инфективната клиника со поставување на мобилната полска болница РОЛ-2, која што всушност е и донација на Кралството Норвешка. Така да подготвени сме во секој момент за поддршка на здравствените институции со сите оние капацитети кои што Министерството за одбрана и армијата може да ги понуди. Инаку всушност и оваа донација е благодарност на Кралството Норвешка кон Република Северна Македонија и нашата армија, која што всушност датира уште од 2007 година преку обука на македонските хируршки тимови кои што учествуваа во мисијата во Авганистан и буквално беа во поддршка на спасување на животите на сите припадници кои што беа уште тогаш во мисијата. Така да дозволете ми уште еднаш да изразам благодарност кон пред се НАТО алијансата, која што со потегот на Кралството Норвешка докажа уште еднаш нивото на солидарност и соработката од сите земји членки на НАТО кон една нова земја членка на НАТО како што Република Северна Македонија и ќе продолжиме во тој контекст.